Универзитетскиот професор Пандев пред штипските студенти истакна дека Чудесата на Пресвета Богородица е најчитана книга во 19 век не само во Македонија, туку и пошироко. Оваа книга доживеала вкупно 5 изданија. Особено е значајно што оваа книга излегла токму на народен македонски јазик. Таа е објавена во Будим со поддршка на македонските трговци, кои што биле особено горди на оваа книга и дури би рекле, еден од македонските трговци ја чекал со воодушевување оваа книга да излезе од печатницата во Будим и напишал за тоа собствен запис, со кој што секако го одбележил точниот датум на излегувањето на оваа книга, а тоа е 23 мај 1817 година. Пандев забележа дека 200 години македонска литература се значајни за да таа има достојно место во рамките на европската литература. Само да споменеме дека минатата година англиската литература прослави 400 години од Шекспир, а ова е една половина, би рекле, од тој период. Секако треба да имаме предвид дека и во однос на другите литератури, дека тоа е време кога се јавуваат новите јужнословенски литератури и постепено продира граѓанската литература во Европа. Тоа е значи токму тој значаен податок. Деканот на филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев Драгана Кузмановска вели дека денешново предавање за студентите е од големо значење, бидејќи како филолози треба пред се да го сакат и ценат македонскиот јазик, а еден таков љубител на македонскиот јазик е токму универзитетскиот професор Димитар Пандев. Нашиот гостин денес го тврди токму тоа, дека македонскиот јазик е богат јазик и на тој јазик можат да се творат, да се пишуваат многу книги. Тој има многу изданија, меѓу кои меѓународни, изборници и книги, за тоа ќе ви каже самиот повеќе, а ние како филолошки факултет особено го цениме чувството и љубовта кон пишаниот збор. Универзитетскиот професор Пандев смета дека во моментов секој може да пишува. Некои од делата можеби немаат некоја вредност, но литературата се развива како никогаш досега.